Туристичката агенција Brand Tours и овој 8 март ве подсетува дека организира незаборавни патувања во Истанбул со шопинг во Капали и Аксара и Чаршија, како и крстарење по Босфорот. Ако сакате 8 март да го поминете во добро расположение, изберете го аранжманот за Белград, Нови Сад, Сремски Карловци и Инџија. Празникот на жената имате можност да го прославите на магичниот Јадран во Будва и Котор со посета на манастирот Острог. За 8 март Brand Tours организира патување за Драч, Тирана и Круја. А за љубителите на зимските спортови, аранжман за Копаоник, Ниш и Приштина. Или пак, ако сте расположени за релаксација и уживање, одберете го аранжманот за Златибор и Врњачка бања. За сите 8-мартовски аранжмани, поеѓањето е од Прилеп. За информации на телефон 048 411 188 и 071 906 407 преку Facebook или на веб страната brand.com.mk. Секогаш сигурно, квалитетно и со најповолни цени. Туристичка агенција Brand Tours Прилеп. Како да поголема општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани, добар ден. Онака и како што најавивме, денеска ќе говориме за туризмот, која е иднината на македонскиот туризам, како работат туристичките агенции во Македонија, како може да се обстојува во ова време кога се уште пандемијата не и се гледа крајот, дали има лек за ранетиот туризам во Македонија. Денеска со нас во студиото е Бранко Карески, повеќе од 30 годишен работник во областа на туризмот, собственик на агенцијата Brand Tours, која што годинава еве 30-та година, односно 3 децении од кога постои. Сигурно човек кој што е најзапознат во однос на приликите за туристичкиот сектор во Македонија. И токму тоа ќе биде темата: дали има лек за ранетиот туризам, туристички сектор во Македонија, за Прилеп и како може да се плива во овие води во кои што еве веќе можам да речам слободно и втора година се наоѓаме не само како општина, како држава, туку и пошироко како Европа. Пред се поздрав до гледачите на Пела. Можам да кажам дека во овие 30 години постоењето на Бран, ова е наистина, овие 2 години се најтешки. Значи и почетокот беше полесен, него сега со ова толкаво искуство. Меѓутоа се мора во надеж да живееме. Тоа е основно начело на секоја фирма, на секој човек, да надежта последна умира и се надеваме дека ќе преживееме и дека ќе дојде подобри услови, подобри времена со со вакцинирање во веќе со доаѓањето на вакцините, да издржиме, се надеваме дека што овие неколку месеци до мај месец се надеваме после дека и времето дека ќе пушти, дека и пандемијата ќе намали, како и лани малце нели летото, се малку се подобри, се надеваме годинава со вакцинацијата и дека ќе се подобри многу повеќе. Меѓутоа овие месеци уште до си викаме дека до мај ќе биде најтешки. Првото прашање поврзано пак со периодот во кој што работиме и обстојуваме е: за 2 недели не очекува 8 март. Традиционални излети, традиционални патувања, барем од годините како што знаеме и како што памтиме сите. Што може да се очекува за 8 март? Каде може да се патува, а вие како туристичка агенција имате и организирани патувања и престојувања? Знаеме дека и сите знаат, и граѓаните, дека сме ограничени со аранжманите, нели само за Србија и Албанија моментално. И евентуално за Турција се надеваме, бидејќи Турција има забрана за слободно патување до 1 март. Се надевам дека така е најавено дека од 1 март ќе ги прекина тестовите и затоа имаме и аранжмани за Истанбул за 8 март, а инаку
најверојатно и единствено кои ќе се остварат програми ќе бидат за Србија и за Албанија, пред се за Србија за како обично вообичаени тури во интересни се или Белград со Нови Сад обично и таа ќе се оствари најверојатно кај нас. Потоа поатрактивните исто Златибор, Врнјачка бања и тие се исто како програми кои што ги имаме за 8 март и кои што се надеваме дека ќе се остварат во овој период и по една програма имаме за Албанија, за еви самите од рекламата, значи за Корча, за Тирана, значи со Драч, така нешто, значи тие, значи се надеваме тие програми неколку, тоа е многу малку во однос на минатите години, тоа не можеме ни да го споредуваме. Тоа сакав и да напоменам, дали има место за споредба? Нема, еве, само од минатата година и тоа нели почна негде кај 10 март пандемија, мислам дека официјално 9 март беше, меѓутоа ние баш дека до 8 март се вративме со последните тури, така, тогаш имаме, например, 10, може би 12 програми остварени автобуси, значи ја сега прашање 2-3 дали ќе имаме и то не полни како тогаш полни автобуси. Плюс сега сме многу и ограничени со моменталните мерки кои што ги има кај нас во нашава држава со ограничен број на патници во автобусите. Се надеваме дека во наредниот период дека ќе ги укинат тие мерки со 50% подполнето со автобусите, што е катастрофално, за разлика од соседните држави, еве во Албанија или во Србија, каде што може автобусите си да со 100% исполнетост. И тука имаме еден голем проблем, кој што еве и овие денови имаше, можеби на телевизија, кажа и медиумите, дека имаше проблем од Србија група иди во Македонија и на граница беше запрена да мора да се префрола, да се преполовува групата, да се дели, бидејќи во Македонија е со 50, во Србија со 100%. Иди на граница на Табановци, вика друг автобус барајте да се преполовите. И тука има значи проблем. Затоа значи бараме ние од државата, од владата да ги усогласи протоколите со соседните држави каде што барем можеме да одиме и тие што може да ида кај нас. Тука имаме голем проблем. Да, во однос на вашите барања ќе разговараме подоцна, сакав да ве прашам во овој дел поврзано со 8 март, каков е интересот од страна на тие кои што сакаат да патуваат, сакаат да посетуваат, се намалува ли интересот? Да, сепак, значи, многу е намален интересот поради пандемијата. Секој се уште има, значи, голем број на заразени луѓе и во Македонија, и во Србија, и во Албанија, значи, се уште не се ослободени, макар што има голема желба луѓето по досегашниве разговори. Еве и тоа го покажува и зимовањево, значи еве ода луѓе на зимовање, не е нормално колку што оделе минатата година, меѓутоа се оди еве на зимовање посебно по нашите зимски центри Маврово, Попова Шапка, а од странски посебно Копаоник. Еве и ние конечно имаме една група за Копаоник минатата недела. Во однос на вакцинацијата и протоколите за работа, би сакала тука да ве запрашам, бидејќи еве Израел веќе најавува од 21 февруари за воведување некаков зелен пасош. Дали вие како комора, туристичка комора на Македонија сте вклучени во создавањето на одредени протоколи? Можете ли да действувате, да лобирате во однос на тоа да се обезбедат некакви документи, сертификати, зелени пасоши, не знам веќе како да ги наречеме тие документи, за да може оние кои што се заинтересирани, а кои ќе бидат вакцинирани, да можат да патуваат и во земјата и во странство? Колку сте вие вклучени во тоа? Ние можеби како комора, јас сум член на Стопанска комора за туризам на Македонија во управниот одбор, можеби одиме на состаноци во Министерството за економија, има посебно имаше едно координативно тело, меѓутоа можам да кажам дека не се нашите барања досега исполнети или многу малку, еве посебно и со превозов со 50%, значи не е исто. Еве уште еднаш да повторам за ова за исполнетоство на автобусите па и за мерките. Значи не е исто во туризмо
Значи патува брачен пар, не патува еден по еден. Значи нема потреба 50% кога ти во автобусот си седам маж и жена заедно. Семејство или Значи, барем најмалку треба 75% да биде дозволено и плюс баш денеска така имаш еден напис дека во Македонија од 2 сати не се патува повеќе, па се застанува плюсите во автобусот со маски. Ние кога веќе дозволено е рестораните да работат, а внатре се сите без маски, зашто и во автобусо да не се вози со 75 барем посто. Ако е некој сам, тоа сам ќе седи на 2 седишта, че има растојание. Макар што и секој нормално си носи маска. А во ресторано нели нема обврска за носење маска. Значи ние постојано сме во контакт со министерството посебно за економија и со координативното тело кое што составено од повеќе комори на Македонија, меѓутоа еве и со последниве мерки, значи не се остварени сите наши бараи на досега. Или многу малку. А за што се однесува за овој еколошки или зелен, како што рековте, пасош, тоа прво го побара, мислам дека Грција во Европска унија да се воведи пасош за тие што се вакцинирани. И така и најави Грција. Дека и со Србија мислам дека исклучија договор или можеби се уште не е официјално. Мислам дека има сигурно состани го каже на телевизијата, имаше и по интернет и дека од 1 мај меѓу Србија и Грција да се оди со тие што се вакцинирани, а другите можеби за брзи тестови на граница. Значи нешто во таа смисла, да се олесни протокол. Бидејќи има и Грција има голем притисок од страна на туристичките работници, посебно на не само на хотелите, него посебно на овие на приватниве куќи, вили што имаат апартмани, студија, тие остана скоро минатата година празни, посебно северниот дел на Грција, каде што ода најмногу срби и македонци. Значи тука тој дел остани, тие најмногу сега притискат да се ослободи и Грција прва побара такви пасоши да се воведи за цела Европска унија, мислам дека таа побара, меѓутоа со оглед на каснењево на вакцинацијава, мислам дека можеби нема тоа да баш така да биде или можеби ќе биде. Тоа не знаеме. Се зависи како ќе се одвива вакцинацијата. Па цело време и тоа е мислам дека најтешко за нас во областа на туризмот, што не можеме да планираме ништо. Значи ние планираме, правиме програми еве за 8 март, еве за ќе правиме и за летото, ни се направи, нас готови. Меѓутоа не знаеме колку и од тоа што ќе биде. Со оглед на ситуацијата. Да. Значи најнеблагодарна ситуацијата. Во однос на тоа, сакав да ве запрашам, бидејќи ние разговаравме уште на почетокот на оваа пандемија лани, кога започна сето ова, дали нешто, зборувам сега како граѓани или како бизнис сектор, научивме како лекција од оваа пандемија, бидејќи несомнено е дека за овој период од оваа измината година, не можејќи да се патува во странство, ние повеќе ја запознаваме нашата земја, Македонија. Дали има интерес за посетување на локалитети кај нас тука, дали може на таков начин, барем вие како туристички агенции да реагирате за тие викенд тури да можат повеќе да се популаризираат и тој интерес да се излезе надвор од домот и да се прошета, да се искористи барем во овој период? Вака, тука имаме неколку работи кои што треба да ги спомениме. Како прво, последниве, да не речам 7-8 години, дека имаше и голем број екскурзии низ Македонија. Мислам дека не грешно имаме ние представа дека нашиве граѓани сака само Грција да ода или да патува Будимпешта или по големите центри. Во последниве години, еве ние да не речем скоро секоја недела имаме некоја екскурзија еднодневна за тука низ Македонија, дали до Маврово, дали до Струмица, до Смоларски водопад или Колешински или до Осоговски манастир, Лесновски манастир. Значи имаме малце грешна представа во јавноста. Мислам дека во последниве 5-6 години многу се патуваше и низ Македонија. Можеби не на летување во Охрид или во Дојран, посебно во Охрид Струга. Во Дојран мислам дека има постојано интерес и од нашите граѓани. Меѓутоа за Охрид Струга
може би нема толкава интерес да летува на 7-8 дена, како што е за другиве, за Грција или за Црна Гора или за Албанија или за Хрватска или за Турција посебно. Меѓутоа, пак последниве години имаше многу странски туристи кои што иде во Македонија. И ја мислам дури еве и вчера имаме во комората состанок дека хотеливе наши во Македонија не се многу заинтересирани за соработка со нас, со туристичкиве агенции, поради тоа што има многу странски туристи последниве години. Значи, и тие се позаинтересирани за странските туристи, а имаше последниве години има многу туристи, значи зголемен е бројот сигурно да многу во однос на пред 10 години, 15. Значи последниве години. Значи хотелиерите избираат туристички агенции кои што се од странство, со нив посредуваат за доаѓање на странските туристи, а многу мала е соработката со вас како домашни туристички агенции. Па да. И тоа се гледа и по тоа што веќе некои хотели се дадо за право да на агенциите да не му дава провизија, значи она вообичаена, да не е можеби таа законска некоја одредена, меѓутоа е вообичаена провизија за туристичките агенции. Некои хотели, а тоа се случи со хотели кои што се купија од луѓе од фирми или од луѓе кои што не работеле во туризмо, се направени такви промени и не ја знае основата на работењето на туризмо и на туристичките агенции, дека за цената во туристичката агенција, а ние сме значи промотори на хотелите, значи треба да биде иста цената и во агенција и во хотел. Тоа така е во 90%, меѓутоа има 10% веќе од хотели кои што цената и за вас и за нас не дава исто и тука имаме голем проблем и ние не можеме да соработуваме фактички со тие агенции, бидејќи вие како странка ќе си поедите директно таму кој јас ја кренам цената е нормално за да има нешто да остане за агенцијата. Значи тоа е. Значи ли таа спрега дека не действува, не работи како што треба во однос на хотелиерството и туризмот и зошто е тоа така? Сега е во последниве години или пак и претходно било исто? Посебно последниве 7-8 години, од кога почна да идат многу странски туристи, хотелите го изгуби интересот од македонските туристички агенции, што не е во право, а тоа се дозволи поради тоа што може директно странски агенции да склучуваат договори, за разлика, например, еве, ние во Турција не можеме да одиме директно во хотел, него мора да одиме со туристичка агенција. Значи, таму ги штита туристичките агенции. А хотелите ги штита нивните туристички агенции. Бидејќи ти ако како поединец поедиш во хотел во Истанбул, ќе биде за тебе поскапа цената него што му е дава на туристичката агенција. И ти сега немаш потреба да одиш директно во Истанбул, директно в хотел, него подобро ти е преку агенција. Во случај станува збор за една сива зона која што не е регулирана кај нас. Да, непрофесионално со страна на многу хотели, не зборам за сите, меѓутоа за голем дел од хотелите веќе не работат како што треба да се работи професионално за соработка или меѓу агенција и хотел, бидејќи агенциите за тоа се создадени да ги застапува, да ги промовира хотелите, да ги нуда нивните програми на граѓаните, бидејќи хотел кој во Охрид, во Прилеп, например, треба ние агенциите да ги нудиме тие, не треба вие да директно во хотел, па како ќе резервирате, освен треба да платите, а друго е да резервирате во агенција, па да јадите во хотел, нели, како што е стандардно. Ние ќе го продолжиме разговорот, јас сега предлагам со мала музичка numera да направиме пауза и ве подсетувам сите вас кои што не следите на Facebook фан страната на Радио Пела, воедно го слушате и нашето радио или преку интернет или пак во вашиот автомобил, можете да ни поставите и прашање до нашиот гостин Бранко Карески од туристичката агенција Бран Турс и тоа на телефонскиот број 076 802 595. Продолжуваме со разговорот по една музичка numera. Урбан маркетинг.
Туристичката агенција Brand Tours и овој 8 март ве потсетува дека организира незаборавни патувања во Истанбул со шопинг во Капали и Аксара и Чаршија, како и крстарење по Босфорот. Ако сакате 8 март да го поминете во добро расположение, изберете го аранжманот за Белград, Нови Сад, Сремски Карловци и Инџија. Празникот на жената имате можност да го прославите на магичниот Јадран во Будва и Котор со посета на манастирот Острог. За 8 март Brand Tours организира патување за Драч, Тирана и Круја. А за љубителите на зимските спортови, аранжман за Копаоник, Ниш и Приштина. Или пак, ако сте расположени за релаксација и уживање, одберете го аранжманот за Златибор и Врњачка бања. За сите 8-мартовски аранжмани, поеѓањето е од Прилеп. За информации на телефон 048 411 188 и 071 906 407 преку Facebook или на веб страната brand.com.mk. Секогаш сигурно, квалитетно и со најповолни цени. Туристичка агенција Brand Tours Прилеп. Радио Бела. Толку топло е, а таа блиску е, толку мокра е, о Боже не, предизвикува, ме довикува, ме привлекува, толку сладка е, толку мазна е. Ништо против, секоја моја ќе биде, еј, ноќо стварно ми иде. Да ја отворам, очи да затворам, да ја затоплам, о Боже не, да ја испијам, да ја погалам, да ја оставам, толку сладка е, толку мазна е. Ништо против, секоја моја ќе биде, еј, ноќо стварно ми иде. Господине Карески, уште од почетокот на пандемијата, јасно беше најпогоден дека ќе биде секторот туризам, хотелиерство во Македонија и државата, да речем, уште од првиот момент на некаков начин се обидуваше да помогне. Сега веќе наред е петтиот пакет мерки, антиковид мерки, кој што вчера беше донесен од страна на владата. Сведоци бевме дека изминатава година вие како комора действувавте за да се прилагоди таа помош и поддршка од државата на вашите потреби за да може да се опстане пред се. Но би сакала да ве запрашам во однос на функционирањето на директната помош која што беше дадена до оние со минимални плати, ваучерите кои што се користеа минатото лето, колку тоа се ефектуира и кај вас, бидејќи индиректно, нели, требаше да има некаков ефект. Од една страна, од друга страна веќе е предвидено, иако се уште не е официјализирано, дека и годинава се предвидени одредени ваучери за туризам. Она што ние го знаеме како јавност е дека наводно
само 40% од ваучерите од минатото лето беа искористени од страна на граѓаните. Дали вие имате одговор зошто? И на каков начин ефектот што би ги имале туристичките агенции би можел да се согледа и кава во вашата работа како поддршка кога станува збор за ваучери? Кога станува збор за ваучерите, посебно за минатиот пакет мерки што беше со тие 6.000 денари за социјалните од категории на граѓани, мислам дека имаше голем пропуст од страна на државата. И можеби туристичките агенции не мораше да бараат толкава и да добијат и помош некоја, ако тие сите ваучери граѓаните мораат да ги користат преку туристичките агенции. Вака во овој случај се направи голем, да слободно можам да кажам, и криминал, пошто тоа беше јавно по фејсбуци кај што се продава ваучери за пола цена. Значи, ако ваучерите се дадоа преку, да биде обавезно да се дава преку туристичките агенции, што и законски така. Значи, тука малце, не малку многу нашата влада направи голем пропуст, нашето министерство, макар што во почетокот беше така решено, договорено, меѓутоа после најверојатно по некои сфери на влијание од областа на хотелите. Хотелите се повлијателни него ние туристичките агенции и дозволија ваучерите да се користат директно во хотелите. Со тоа се направи можност за криминал. Значи, бидејќи голем дел од тие граѓани што има ваучери, самите кажуваат дека 60% не ги искористија, значи не ни сакаат да ода или нема можност или тие не се ни навикнати да ода или нема и потреба. Не беа ни доволни да се направи еден одмор, бидејќи сам човек на одмор не. Со 6.000 денари, да, точно малку, отида некој само за викенди, за ден со едно спиење или со две спиења. Меѓутоа, голем дел од тие граѓани не ни сакаат, тие пари му треба за други потреби, а не за туризам. Можеше и владата и на друг начин да ги подели парите. Подобро може би 3.000 на граѓаните, 3.000 на хотел, ако сака да го поддржа хотело, а со тоа што му се даде таква можност да мора да ода, се направи дури една гужва во хотелите во Охрид посебно, па така и пандемијата наместо да ја спречиме ние ја подраширивме и посебно тоа се беше до израз дојдено можеби ајде летото може и помалку беше и пандемијата се стичи нели со времето и пошто сето надвор се случува, меѓутоа во периодот во ноември, во декември кога мораше да ги искориста граѓаните, тука се најпрво најголемиот криминал, бидејќи во ноември до декември никош хотелите не се полни, сега испадна дека се полни со фиктивни ваучери. Сега за новиот пакет на мерки исто се планира ваучери нели од дури од 150 евра и наше барање од комората писмено имаме веќе неколку пати побарано и официјален но барање повторно овие ваучери да ода исклучиво преку туристичките агенции. Како би се ефектуирале според вас? Значи нормално, значи ви имате ваучер од 150 евра, 9.000 тамо денари нешто, си одите во агенција, си барате, значи во кој хотел сакате да си изберете. Ние значи ви нудиме хотел од цела Македонија. Значи може и не мора да биде во Охрид, може и Берово, може и Маврово, секаде, значи ви нудиме спектар на сите хотели во Македонија, вие значи со тој ваучер можете секаде да одите. Со тоа што, значи нас како хотелот пошто ни одобрува 7% провизија, значи ние би имале одредена провизија, другото нормално па хотелот си го реализира, си ги добива парите тие 9.000 минус 7%. Значи агенциите ќе живеа малку, не малку ако е голема бројка, минатата година беше голема бројка. Сега годинава е малку, мислам дека и помала сумата на пари, меѓутоа пак не е мала сума, што пак за агенциите била голема помош а со оглед на последниот пакет мерки што мислам дека и рекоа дека и можеби и последен ќе биде, многу е мала помошта за туристичките агенции, само 2 плати, например, тоа се многу малку, пошто знаеме дека пандемијава нема да заврши овие 2 месеци. И тоа значи че ако и ваучерите пак се овозможи да одат директно во хотелите, значи тоа агенциите ќе биде во многу незавидна положба, што ќе доведе до многу агенции да крахираат,
да затворат, а со тоа може и после да се одрази. Знаеме за овие ваучери од минатата година што останаа кај граѓаните во добиено туристичките агенции за резервациите пред се во Грција, например. Што се пролонгира? Што се пролонгира, кој што не ги искористија минатава година, треба да се искориста нареднава година. И затоа треба нашава држава да направи добри контакти посебно со Грција, како што направи Србија со Грција, и ние тука да се вклучиме, да можеме да патуваме во Грција, да може да се искористат тие ваучери заради тоа што агенциите му се парите останати во Грција, а односно се тие пари од граѓаните. Значи, забарем да си ги искористат тие пари што и 1 месец и 2 месеци да се отвори Грција, ќе биде можеби доволно за да и граѓаните и агенциите си на крај излезат барем во една нулта да може да ги ефектуираат резервациите. Да не дојде до пропаст на пари на одредени граѓани или па да затвора агенции, да ги затвора своите канцеларии. Значи тие нешто сака сигурно. Некоја агенција работела 20 години, сигурно дека не сака да затвори. Имаат ли затворено голем број на агенции во Македонија со оглед на тоа што вие сте во извршниот одбор на туристичката комора? Имате ли некакви сознанија? Па има затворено, не многу. Има можеби привремено има затворено, што сите се надева дека кога ќе почни, кога ќе се ослободи малку со пандемија да продолжа да работа, има доста затворено или па работа со скратено, со доколку безич, да не речам да биде затворена, да се одржува, бидејќи единствено ние како сектор, посебно туристичките агенции, сме оневозможени во смисла затворени се границите. За разлика пак колку толку ресторани еве, кога барем до 21 си работа, мислам дека многу помалку се тие зафатени него ние, туристичките агенции, бидејќи ни да донесиш гости, ни да однесиш гости, значи ништо, што е основната дејност на агенциите и сега останува само овој дел, што е и многу мал дел, како што спомна пред малку, во Македонија, каде што и граѓаните и многу и ода директно, или пак тоа е мала, не е голема бројка за од Прилеп да одиш во Охрид. Значи, не е доволно. Сметате ли дека вакцинацијата, имунизацијата што би се спровела во Македонија, еве која што денеска стартуваше, со многу мал број на вакцини, но во секој случај стартуваше, е единственото решение за иднината на овој туристички сектор. Зборуваме за работата на туристичките агенции од Македонија, бидејќи рековме, вие работите најмногу со луѓе, македонци кои што одат надвор од Македонија и тука практично се прави и најголемата добивка како туристички агенции. Нормално дека вакцинирањето го гледаме како единствен спас, со тоа што кога најбоже да се вакцинираме до почетокот на летото, тогаш и нема да имаме потреба од помош и ќе почнеме и ќе продолжиме да работиме во нормални, меѓутоа пак колку толку да почнеме да работиме. Се надеваме дека со вакцинацијата или со колективни имунитет, сигурно дека и не само туризмот, цело општество или цел свет ќе почне да работи. А ние сме, видовме се колку е туризмов поврзан со целата економија. Дека се е поврзано, дека не е ништо посебно. Значи, авиокомпаниите, ако не лета, колку само дури грев да се гледа, колку авиони стојат така на пистите без да лета никаде. Тоа се огромни загуби. Или автобуси, туристички автобуси од по 100.000 евра, така седа по паркинзи, без да воза никаде, значи тоа е штета. Вие учествувавте како комора на туристички агенции во создавањето на петтиот пакет антиковид мерки. Колку сте задоволни како директна помош, зборувам сега како фирми, бидејќи и претходно имаше одредена помош, но еве сега, бидејќи официјално е вчера донесен, што беа вашите предлози, а што беше прифатено од владата и дали мислите дека има простор за модификација на тие мерки
во полза на туристичките агенции? Значи, нашите официјални барања до владата беа барем наредниве февруар, март, април да бидат во старт финансирани со плати и зависи ако продолжи уште 3 месеци. Сега од тоа барање се оствари само ове 2 плати, макар што и тука нешто мислам дека не е најдобро решение, во смисла дека двете плати ќе ги добијате, ама ако работите негативно да се врата. Тоа не знам како мисла да се врата ако не работи позитивно. Да, со остварени приходи ќе се рачуна како грант, а додека ако се остварува негатива, тогаш треба да се вратат. А како ќе ги врата кога се нема од каде да ги врата? Значи мислам дека голема нелогичност се направи со овој пакет мерки и допрва сигурно ќе се разговара за тоа. Значи ние бевни на неколку консултации во владата, да речем со надлежните како комора. Имам и други барања исто за новите ваучери од 150 евра да учествуваме ние, затоа уште не е ништо решено спомнато како ќе се користат. Се надеваме дека ќе се користат преку туристичките агенции. И други исто бараме да се ослободи превозот, барем 75%, ако не и 100% заради овие проблеми со соседниве држави, за да се овозможи протокот на туристи за Србија и од Србија спрема Македонија и со Албанија, кога веќе ги ослободува, кога соседните држави тоа го можат, зашто и ние да не можеме. Бидејќи таа група што легла во автобус, значи тие сигурно си се проверени или здрави и тука немаш, не гледам дека нешто, еве досега, еве минатава година јако беше многу слаба, нели? И тие што беа групи, никој не кажа дека се заразил од некое патување или од летување, или еве сега од зимовање. Значи, тој што си е, нели, болен, нема ни да оди никаде, не, барем сега веќе појасно. И една мала настинка, односно температура крај одма се предпоставува дека може би од ковид и не патува. Стравот е голем, би рекла. Голем е страво, да. Одма сите си се пазиме, да речам. Мислам дека и сега и без да и тие што прележаја, нели јако еве нели не мора да носа можеби маски и сега и тие што ќе биде вакцинирани посебно значи еве има нели антитела, пак си носа маски. А нели не мора што тие се веќе со имунитет кој што не може да биде заразен, меѓутоа и заради протоколите кој ќе влезеш негде во затворена просторија, треба да се носи нели маски. Ја мислам дека и веќе тоа ни стана малци навика. И ќе ни остане. За жал, имаше најави дека ќе остане, не верувавме, но најверојатно и цела оваа година ќе биде така. Јас на крајот од овој разговор би ве запрашала, бидејќи рековме прв ден вакцина денеска, дали вие лично ќе се вакцинирате? Рековте дека сметате и тоа е решение на целиот проблем, не само во областа на туристичкиот сектор, туку и насекаде да може да се функционира нормално. И што би им препорачале на граѓаните во однос на користење на понудите кои што ги имате веќе вие како туристичка агенција, во однос на тој ризик што велиме? Дали го има ризикот се уште или не? И на каков начин вие како туристичка агенција можете да одговорите на барањата на услугите од граѓаните? Значи, ние и во на барањата едни кои што беше до владата, значи не го спомнав пред малку, е од барањата да и ние бидеме во приоритетната листа, барем управителите на туристичките агенции да влеза во групата да биде вакцинирани меѓу првите граѓани во Македонија, бидејќи ние треба да одиме во странство, тоа ни е дејноста, значи, еве Грција или некои други, или Бугарија без вакцина или без тест не прима, значи ние не можеме и основните предуслови да договараме без разлика, мора не може се по интернет или по телефон, мора некој да се појде, нели? Значи ние бараме да бидеме во приоритетната листа на вакцинирани. Јас лично се пријавив, можам да кажам, пошто преку интернет страната. Да, уште првиот ден. Се надевам дека во иднина ќе
пристигна во Македонија тестовите, и вакцините, дека граѓаните ќе се вакцинира, не сме ние нека голема држава, па да милиони да ни треба кизне колку. Се надевам дека ќе се вакцинираме или па ќе се ослобода на границиве, пошто има голем притисок во Грција да се пушта македонските, српските граѓани без вакцина и без тест, пошто минатата година тие воопшто не проработија исто, ако и ова година не проработа, и кај нив исто голем проблем, не само кај нас. Во однос на услугите граѓаните кои што ги бараат од вас, каков е ризикот? Дали има некаков ризик и што им Спомнам порачувате? дека ризикот не е голем, да ви кажам минатата година би сега бевне на зимовајни, значи со група, со автобус, значи мислам дека нема ризик тука, слободно граѓаните треба да си патуваат и можеби малку и еве од минато до сегашно искуство може и малце и повеќе на психичка база луѓето и колку и дома седиш може и побрзо се разбалуваш него да си бидиш малце психички ослободен. Па така јас мислам дека баш колку си овие од искуство да речем дека тие повеќе што седеат дома и што се пазеа во смисла дека мора само со маски, дека исто се зарази како и тие што беа малце послободни во смисла што си патува, пошто и надвор знаеме дека 90% заразата е во просторија. 90% е во просторија, само 10% дури и помалку е на отворен простор. Значи слободно ја мислам да и на зимовајне да ода или на патување или посебно летовањето, знаеме дека нели на сонце ако излезеш дека и имунитетот се зголемува. Значи препорачувам да си се ослобода, да не мисля многу на пандемијата, може би многу и на телевизија се зборува премногу за пандемијата, па уште поголема психоза се ствара кај народот, што треба малце да се порелаксира, посебно кај нас на овие простори многу се зборува во однос на другите држави. Јас ви благодарам за разговорот, ќе ги имаме во предвид овие препораки од вас, барем за 8 март, а понатаму ќе видиме како ќе оди цела ситуација за летните аранжмани. Во секој случај ќе бидеме во тек со вашите активности и како комора и како туристичка агенција. Благодарам, исто благодарам на поканата. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.